За жал мораме да констатираме дека ова е еден класичен коктел, кај што во име на некакви партиски цели се прават потези, тие се маскираат со наводни некакви објективни потреби, но од објективното нема ниту збор. Од едноставна причина, што да постои нешто објективно, би била тоа транспарентна постапка. Едноставно би бил инволвиран и синдикатот, или би се формирала определена работна група, која ќе ги согледа тие потреби, ќе даде предлози и ќе понуди решенија. Ништо од тоа нема. Одеднаш дознаваме, гледаме истакнати интерни конкурси. И од тука, за жал се плашиме дека една практика на злоупотреба на тие наши дипломатско-конзуларни представништва, што е видлива последниве години, ќе продолжи и во оваа ситуација. Во секој случај сметавме дека е неопходно да ја запознаеме јавноста, да алертираме на една ваква појава и на тој начин можеби, ако ништо друго, барем делумно ќе превенираме некакви сериозни грешки. Дали досега имало интерни конкурси, претпоставувам да, и дали биле секогаш вака за 20 места, дали е оваа бројка нешто различна од минатото и дали е вообичаен периодот на објавување на интерни конкурси овој сега? Па согласно нашата регулатива, тоа би требало да се одвива во периодот февруари, да почне таа процедура во февруари секоја тековна година, за да се направат редовните промени во летниот период. Не сме февруари, нели поминаа веќе 2 месеци, меѓутоа до сега требаше да заврши процедурата за формирање на влада и излегување од некаква си блокирана институционалност. Тоа што не сме излегле, дефинитивно не е вина ни на професионалниот состав на Министерството, ни на синдикатот, меѓутоа независно мора да се сообразиме и до формирањето на влада не смеат да се преземаат такви чекори кои што значат најнормална работа, као да не е ништо. Не е ништо, е нешто.